вечер до сите слушатели на Угода FM 91 МГц и до сите гледачи на телевизија Ирис. Гледате уште едно издание на емисијата Live Cover, издание во кое мои вечерашни гости ќе видат момците од бендот Феникс. Тоа се Горан, Зоки, Гоце и Александар. Здраво да сите. Здраво. Значи, причина за денешното ваше гостување во емисијата Live Cover, поточно има две причини, два повода. Едното е 20 години од постоењето на бендот Феникс и втората причина е снимањето на новиот видеозапис. Ајде горе нешто повеќе за тоа. Еве, знаеме дека пред 20 години е формиран бендот Феникс, меѓутоа дали е истата постава цело време? Ми се чини дека не. Па тоа се две добри причини, нели, 20 години и еве сега за кој подоцна ќе позборуваме за спотот. Па 20 години не се ни малку, па не се ни многу, да кажеме. Зависи за кого. Па мислам дека у музичките води 20 години е и доста долг период. Значи, прашањето беше кога е формиран, нели, 1996-2016. Кој бе иницијатори за формирање на тој бенд и како воопшто се формираше бендот? Да, вака, значи бендот претрпе доста промени, со тоа што сега имаме доста и млади членови, така да доста и подмоден бендот, а ја и другар ми сме малце од Вие сте уште од самиот старт, така? Да. Значи да споменеме, јас и покојниот наш Васко Керезов сме иницијатори. Поранешниот Тапанар, така, на поранешниот Тапанар. Поздрав до неговата фамилија. Наша беше иницијативата и подочна се приклучи 96-та и Зоки и така тргнавме како Феникс. Значи ние со Васко свиревме и пред 96-та, едно-две години, од 1994-та. Како официјално Феникс 96-та. Официјално Феникс 96-та година. Значи одевме така, првиот гитарист Жарко Малечков, исто наш сограѓанин. Исто така познат гитарист, да го поздравиме Жаре, да го поздравиме. После некаде од 2002 година со Ивица Јорданов, едно добри 13 години, исто поздрав и до него. И откако, значи, почина нашиот колега Васко Керезов, еве Гоце дојде како Тапанар. Веќе 2 години, така? 2 години веќе, значи да подсетиме, тој е и студент на УГД, факултетот за музичка уметност, одсек Джез Тапани. И меѓутоа свири секако вид на музика, така? Да. И мојот син Александар Зоровски од веќе една година, од веќе една година. Тој е најновиот член. Најновиот и најмладиот член. Најмладиот. Ајде нешто подоцна за таа комуникација помеѓу татко и син во ист бенд, меѓутоа мене ме интересира од почетоците како дојде до идејата да се вика бендот Феникс. Дали има некој значење со она митолошка птица? Кумот на бендот е Зоки. Јас ќе го оставам него да каже која му беше идејата за Феникс и што е всушност Феникс? Феникс е град, нели, милионски во Америка. Да, има повеќе значење. значење. Милионски. Идејата за Феникс бенд беше, значи, они со Васе Керезов дојде од еден бенд Распаѓање, јас од друг бенд од Распаѓање и се формира Феникс бенд, значи од пепелта правиме нешто. Така, значи, сепак има значење. Да. Од митолошката птица Феникс Феникс. е митолошка птица, нели, создадена од пепелот и неунишлива, така ли? Така да еве 20 години више сме неунишливи. Така покажува само и времето од 20 години дека Феникс функционира и ви посакувам да функционирате не уште 20, уште 50 години. Да, уште 20 години. Така. Добро, за почеток е доволно. Мислам дека би требало да одиме со две композиции. Ајде, вие бидејќи свирите секако вид на репертоар, најпрво се договоривме да започнете со две странски композиции. Па тоа ти најубаво можеш да го кажеш, пошто ти свиревме лани свадба, нели? Така. Дека свириме и Јас ги знам вашите квалитети, знам колку сте квалитетни, меѓутоа вечерва ќе покажете на слушателите и гледачите, ќе се представите. Предрасудите да ги расчистиме, значи овој бенд свири како добро свири народна музика, така добро свири и рок музика. Така, добар музичар не треба да се ограничува со стилот на музика, туку со неговиот квалитет. Александар, ајде да кажеш кои композиции ќе ги освирите? Па ќе почнеме со All Summer Long, па одеме нешто од Џо Кокер. И Џо Кокер. Да, Ајде, може да ги слушнеме бендот Феникс.
1989, my toes were short, my hair was long. Got somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking about the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shine upon her hair. And we were trying different things, we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out of a bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. And we were trying different things, we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out of a bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Nothing seems as strange as when the leaves begin to change. Oh, how we found those days will never end. Sometimes I hear that song and I'm starting to sing alone. I think, man, I'd love to see that girl again. And we were trying different things, we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out of a bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Hey! And we were trying different things, we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite songs. Sipping whiskey out of a bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long.
precious mind keep talking. That's why the tale of the spar. They don't believe in the love of mine. You can't write the love is. They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is. I know what love is. Oh, that's my way. You can leave your hand out. You can leave your hand out. Let's go, my baby. You can leave your hand out. Oh, that's the way. Ја гледате емисијата Live Cover, вечерва мои гости бендот Феникс, бенд кој постои веќе 20 години на македонската музичка сцена. Оваа година прославуваат јубилеј и се одлични, можам да кажам, бидејќи видовме каков репертоар почнавте да свирите. Тоа се познати рок композиции. Ајде, Горан, да ми кажеш каква е комуникацијата, бидејќи Александар е веќе една година дел од бендот, помеѓу таткото и синот. Ретко кој татко може да се пофали дека во ист бенд свири со својот син. Па има една друга ситуација, сега и еден друг татко свири со неговиот син. Меѓутоа, јас ќе кажам, ретко се случува. Да, точно е, ретко се случува. Имало ситуации, знаеш, на каде се совпаѓаат работите, каде не се совпаѓаат, меѓутоа ја да кажам лично за мене и за мојот син, дека за сега одлично комуникацијата оди. Значи многу е полесно, сега нема да се собираме на проби, ајде вамо во Волку Сад, значи ќе ми текне мене некоја песна нова, ајде ова да видим одма дома, значи веднаш песната е тебе, готова за 5 минути. Или него исто ќе му текне некоја песна, ја имаме клавиатурата, гитарата е тука веднаш и песната е склопена за 5 минути. Му се јавуваме на гости, му се јавуваме на Зоки и тоа е. Завршена работа. Завршена. Меѓутоа тука Александар еве и го подмладува репертоарот со своите композиции. Секако јас го слушам него за овие новите композиции, значи што се популарни помеѓу нивните генерации, а тој ми послуша, па ние што ги имаме по старите хитови, да може да ги научи за да се вклопи во бендот, нели? И одлично функционирате. Како поминувате на свирките? Еве, свирите на разни места, како ве прифаќа публиката? Па ја мислам дека за сега одлично. Еве, по дискотеките више се знае. Одиме, еве, тука бевме сега скоро и во андерграунд дискотека. Секогаш е весело, енергично, така. Весело, енергично. Ние, значи, што е мотото на Феникс? Секој пат комуницираме добро со публиката. Тоа ми е прво и основно. Едно од најважните работи овие за 20 музичари. години ме научија дека треба комуникација со публиката. Точно, значи треба и да се свири добро. Значи тоа пред се прво, како прво место. Меѓутоа, ако нема комуникација со публиката, ништо не си направил. Значи само ќе стоиш и ќе свириш концерт. Многу важен дел е тоа, веќе ви успева 20 години. Да. Ајде одиме повторно со музика, да видиме сега што подготвија бендот Феникс во овој блок наредни две композиции. Ќе ми каже некој? Па Има да, нешто? иде, одиме Александр. со нешто македонско сега, наши кирилици. Одиме со македонско. Да. Ајде, може да ве слушнеме.
cigara nova. Po navika se lažam, od utre ne pušam. Po navika izleguvam, som mokra kosa. Po navika zaborava da ja isušam. Po navika trgnuvam softora. Ozam po navika, ne tega taka moram. Iz ulica kada nemam što ja zabaram. Na koja živiš ti po navika? Ej, ponekoga sam bili grub, evi ne vela me. Nikoj ne svete celo vreme. Ponekoga što nekoj drug da zborivo mene. Kogo ja sam i tu ti, nego znaj me. Navika te čekam okola. Kako dolagaš te sonuvam. Oči otvoram, no kraj mene sepak te nema. I posto ti pati sam zaminuvam. Ej, ponekoga sam bili grub, tebe ne vela me. Nikoj ne svete celo vreme. Ponekoga što nekoj drug da zborivo mene. Kogo ja znam, a ni tu ti nego znaj me. Teško što sam sam. Teško mi je što sam bez tebe. Ne znam kako da go nateram. Drugi odvo mene. Znaš za se koga šta zamine. Ej, ponekoga sam bili grub, eve ne vela me. Nikoj ne svete celo vreme. Ponekoga što nekoj drug da zborivo mene. Kogo ja znam, ni tu ti nego znaj me. Kogo ja sam, ni tu ti nego znaj me. Zakot počnuvam, tam u zonu zabiram. Kaj što srce posaka, pa da napravi sada izbega. Tam u sila zema, topli vetrovi, tamo kaj što si. Kako pesna angelska, duša što ti miluva. Kako igra jalovska, što te stanuva, pa te ranuva. Kakva li si magija, požar napravi, što ne zgasnuva. Na staro vino ovare se
milovat, kade i da si, moj te partnersi, tamo kaj što si, gdje te milovat, kade i da si, na staro vino ova jesen mirisa. Една од причините поради која што бендот Феникс се мои вечерашни гости е снимањето на новиот спот. Ми се чини дека тоа е преработка на легендарната тема која што ја изведува словенечкиот бенд Pop Design на Макфест. Сега не ми текнува која година беше тоа, можеби ти знаеш. 89-та година, Pop Design, Песната- словенската група песната се вика? Макфест. Време за победи. Време за победи. Време за победи, а тие наредната година, значи 90-та година победија со една нивна муна. Дајте ги раците ги за Така, време. да. Ова беше песна Време за победи, како малку усенка запоставена, меѓутоа мене ми се, искрено кажано, мене ми се Можеби подобра. по од Дајте да, ги ми се побендисува таа песна, а многу ми се бендисува и насловот Време за победи. Значи имаме нови членови и време е да поново победуваме. Така, одлично. Ајде најпрво да го видиме спотот и да ја продолжиме, слушнеме така. композицијата, па потоа ќе правиме мувет. Е, така. Odavna tovaren so prekrasni misli, so spomeni zaminuvam na pad. Ponokta što traje i sve živo spije, samo vetru što duva mi je brat. Ne možda mi nemam vreme, prazni se fori, granici što ne i priznavam. Mora da se bori i do kraja da se gori, nemam vreme za čekanje, ja znam. Sve moje, cel svet mi je na dlan. Ja možem se da pivam, što meni oči vidam, sve možem što ke zamislam. Sve moje, cel svet mi je na dlan. Ja možem se da pivam, što meni oči vidam, sve možem što ke zamislam. Vodi na te 5 milijardi i svetot može da go pokrenem. Sada ne se gubi, treba silno da se ljubi, se da cveta, a ne da obenem. Živem, evo vreme, poveke odigra, važno ništo ne se menuva. Zar treba da se gine za sve ova da bine, za da ljubov da pak zacaruva. Sve moje, cel svet mi je na dlan. Ja možem se da pitam, što meni oči vidam, sve možem što ke zamislam. Dobro jutro, pijanice. Dobro jutro, lutalice. Da te boli glava, zar ti nije žao žene koja sama spava? Zar ti nije žao žene koja sama spava? Sve moje, cel svet mi je na dlan. Ja možem se da pitam, što meni oči vidam, sve možem što ke zamislam. Dosta vreme, egenove, dosta ličenimo imude. Dosta vreme, egenove. Sve moje, cel svet mi je na dlan. Ja možem se da pitam, što meni oči vidam, sve možem što ke zamislam.
Razvodil se da vidim, što ne bi oči vidim, sve možem što ke zamislam. Го погледнавме спотот за композицијата Време за победи, преработка на темата од поп дизајн која беше изведен 88-та година на фестивалот Макфест. Александар, каде го снимавте спотот? Кој е најзаслужен за овој спот? Па вака, аудиото го снимавме, аудиото продукцијата ја изврши Евгений Каревски Гени во Скопје кај негово студио. Значи, членовите на Феникс го снима бумњеви, лайв бас гитара, гитара Се соло, отсвирено во живо, вокали во живо и тоа. Видеото го отснима Николенко, студио од Штип, на повеќе локации, на отворено, на затворено, во дискотека, во кафана, како што погледна гледачите. Интересен е спотот, навистина интересен. И оригинално го одбележува работниот пат на Феникс. Така, значи си има повод зашто е направен овој спот и токму ова песна зашто е. Да. Одлично звучите и на спотот, меѓутоа и во живо. Горо нешто имаш да додадеш во врска со снимањето? Еве ти го имаш гледано спотот. Јас би те запрашал тебе, дали ја свати приказката на спотот? Што сака спотот да каже? Многу ми е битно, бидејќи еве сценарио и режија сум јас, значи иницијатор за спотот и целата таа приказка како да се одвива. Ти си човекот во позадина. Да. Ајде за гледачите и за слушателите кажи што. Да кажам, па да, значи како што го гледавте, значи тоа е ја осликува 20 годишната работа на група Феникс. Значи 1996-та. Значи символично колата врти десно, тука се караме ние дали да свириме свадби, младите сакаат во дискотека да свират, но Зоки Јас сум за кафана. Така, Зоки кажува кафана, да. идеме од 96-та одиме да свириме во кафана. Но што се случува таму? Расположение убаво, пејачки, Пари. бакшиш, нели? И што се случи таму во кафаната? Крш, лом, срчи до колена. Срчи до колена и не сакаме више да свириме. На малку покултурни места, така. Да, после ќе идеме на свадби. Има доста проблеми. Има проблеми. На свадбите нема толку проблеми. Имаше на времето, али сега нема. Значи, спотот е еден вид еволуција на бендот Феникс. И тоа значи од самите почетоци так, до сега. 2002 значи кај што заминува колата за свадби, покажува дека интензивно група Феникс од 2002 веќе почнува да се фокусира на свирење на свадби. Не дека нели ние пред 2002 не свиревме свадби, меѓутоа од 2002 натаму фокусот ни е за свирење свадби. Од 2007 значи наваму така поинтензивно по дискотеки, по мада во андерграунд се сеќаваат сигурно и по возрастните под хотелот што беше андерграунд, свиревме уште 98-99 година тоа беше. Меѓутоа еве од 2007 официјално така поги зафатевме дискотеките и кафичите и така па се до ден денеска. Со засилувањата кои што ги имате, Гоце на тапани и Александар на гитара, звучите и посвежо, морам да признам, и поенергично. Така. Ајде да слушаме ние уште две композиции, а потоа продолжуваме со овој. Ти немаш појма како боли, а ти на усни негови дозори. И дали ти си моја, или таму нечија. И дали ти си моја, или сечија. И ружо моја, тешко ми е и со тебе, и без тебе. А ти немаш појма како боли, а ти на усни негови дозори.
dušo moja, teško mi je i s od tebe i bez tebe. Hej! Yeah! Hej! I što i da kaže, što i da mi kaže, ona me laže, ona drsko laže. Pa kako me vozi, dobro baš me vozi, a ja s neja rozi, postela od rozi. Makar me zeza, makar me laže, makar me vozi, za neja samo, postela rozi. Makar me zeza, makar me laže, makar me vozi, za neja samo, postela rozi. Strašno boluvam, pa i dozvoluvam, svašta i dozvoluvam. I ne sumne zaljube, stvarno ne sum zaljube, može bit smudale, samo malko smudale. Makar me zeza, makar me laže, makar me vozi, za neja samo, postela rozi. Makar me zeza, makar me laže, makar me vozi, za neja samo, postela rozi. Takva mi je srce udira, da i prosti il da umira. To ja nemam, to ne otpusim, goršli pelim, bosile kislim, postela ženska nek ti je slana severna. I nokva ti ke ostaneš, kućka neverna. Da možem da ja vratam jas, do smrti je lažo se koji čas, i pred Boga silen su mi jas. Ak je umram da ja vidam pad, postela žeška nek ti je slana severna. I nokva ti ke ostaneš, kućka neverna. Postela ženska nek ti je slana severna. I nokva ti ke ostaneš, kućka neverna. Kratko sukniče, zgodno devojče, nabite sto pusiće sa kolostomačem, da ti vidam pupače, belo kožiće, a pod tesno buziće, ni to prstoče. I me vrti koleno, no kvake je važno do umereno. I ajde vidi šekerče, pa i da mi zavrne, žalorima me.
доволна, a тој пак наивен. Дојди вечер на гости, јас сум осамен. Остани за вечера, биди душичка. Она што пијадо јас ти ми изготвила. О, ме врти колено, но пак е важно да умерено. И ајде биди шекерче, па и да ни заврне, чадор имаме. ABC, ABC, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ABC заедно јас и ти. ABC, ABC, сакаш ли, заедно јас и ти одговори. И о, ме врти колено, но пак е важно да умерено. И ајде биди шекерче, па и да ни заврне, чадор имаме. Па и да ни заврне, чадор имаме. Па и да ни заврне, чадор имаме. Кои се плановите за во иднина на бендот Феникс? 20 години на музичката сцена? За во иднина? Па за во иднина сега во април месец ќе гледаме да собереме сили, да смогнеме и да го направиме роденденот. Се надеваме во април месец некаде, средината таму, додека сме уште слободни, нели не сме почнали се уште со свадбите, да повикаме наши колеги, наши соработници и сите заедно да одбележиме со една убава свирка, со еден опуштен амбиент. Заедничко дружење. Заедничко дружење, еден опуштен амбиент да го прославиме овој нашето 20 годишно постоење. 2 декади на музичката сцена. Така, и за во иднина, значи, имаме и една песна на Александар, ќе каже тој за неговата песна, значи тоа е негова лична песна, ќе ја снимиме. И едно, така да најавам се, едно пајдушко ора имаме, меѓутоа во една мала измената изведба со дисторзија, со гитари, нешто во наш стил. Тоа е веќе, значи, снимано, бубњевите се снимани, само уште солото треба да се наснима во кај Би требало да биде Евгений готово. Каревски, да. А за другата песна, нека каже Александар. Ајде, Александар, ти за... Па да, твојата имам композиција. напишано една песна така во стил рок, наше, македонско, и така мислам дека ќе испадне нешто добро од неа. Ќе снимите во истото студио Да, кај што исто кај снимите Гени. песната. Гени е супер, поздрав до него ако гледа. И нема Имате шо. одлично соработка. Да. Задоволни сте од задоволни екстра од оваа изработка. Каков е насловот на песната? Како се вика песната? Дали има наслов? Па нема уште наслов добиено. Се уште нема Текстот добиено. го има, а наслов нема. Значи треба да почекаме известно време да биде снимено, Па да видиме да, како тоа да, ќе легне да. и се надевам дека Да. вашите фанови и сите кои што ќе ја слушаат таа песна ќе уживаат. Мислам се надевам. Дечки, ви благодарам што бевте мои гости. Навистина ја разубавивте емисијата. Остануваат уште 2 композиции до крајот. Нека биде тоа тајна, е гледачите и слушателите ќе слушнат кои ќе бидат тие композиции и се надевам дека со нов повод повторно ќе се видиме. Да, Поводот ќе го имаме на ќе има поводи, значи поводот е нови снимки, ново снимање и ќе дојдеме, ќе презентираме овде. Баш честни беше, бидејќи еве прва изведба на спотот е баш во оваа премиерна изведба во ова наша телевизија и баш кај вас. Сега сакам уште да, пошто поради тоа што на свадбата заедно почнавме да свириме и да пееме, сакаме една песна заедно со тебе да направиме. Дали може? Ајде ќе направиме една заедничка Така, композиција. ајде. Може најпрво една со мене, па потоа вие Така. две за крај. Ајде. Ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razbio i vetar rasuo. Vetar misli, vetar zna sve što znamo ti i ja.
On voli, on me nosi, on me razbija. Kada sam umoran, kada sam star, kada je dosadno, suviše da znam. Ovaj krug sam smislio i opet sklopio. On me voli, on me nosi, on mi oprašta. Ja zabrana, ja dozvola, ja ne, ja da, ja zabrana, ja dozvola. Vetar misli, vetar zna, sve što samo ti i ja. On me voli, on me nosi, on mi oprašta. Ja zabrana, ja dozvola, ja ne. Do sada.
Nikoj kako tebe ne paknuva, zato si rodena. Ne znam dok je uspejam da prostam se i da zaboravim. Nikoj kako tebe ne paknuva, zato si rodena. Ne znam dok je uspejam da prostam se i da zaboravim. Evo priznajem, nije mi lako, al nije zlato, plakati Ano. Ti me ostavljaš tek onako, al nema plača ispod pokrivača. Od tebe bolesna, bezuspešno leče, nek srce moje ne postoje. Malo sam zbunjen i zatečen, nek se samo oči svoje. Ne, nisam ni suzu pustio, a moje srce natlavuje. Samo sam tiho izustio, ljubav ovde više ne stanuje. I nisam plakao, ništa iz očiju nisam istakao. Sve vjerne suze koje sam ti posvetio, valjda me niko nije primetio. Evo priznajem, nije mi lako, al nije slano plakati Ano. Ti me ostavljaš tek onako,